Најава за денешните настани. Советниците на денешната седница го усвоија вториот ребаланс на буџетот. Светската асоциација за пливање на отворени води ги верификува сите 10 препливувања на Марко Пејчиновски. До крајот на годинава ќе бидат вратени украдените икони запленети во Тирана. Зголемен бројот на кражби во Струшко. Светот го доби 8 милиардитиот жител. Со најавените и со останатите содржини во дневникот, започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимална дневна температура од 16 степени. Во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе превладува умерено облачно, ветровито и малку потопло време. Во среда, над поголем дел од стариот континент, имаме дестабилизација на времето, но и понатаму надпросечно топло. Врнежи од дожд се очекуваат во северозападна, западна, централна, како и во јужна и делови од југоисточна Европа. Истовремено, над поголем дел од северна, североисточна и источна Европа условува стабилно време со сончеви периоди, но и продор на постудена воздушна маса од североисток кон централните и југоисточните предели. Во северните, централните и во западните предели на Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со пад на температурите. Во источните и јужните предели стабилно време со зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 12 до 19 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува претежно облачно, ветровито и релативно топло време за овој период од годината. Во тоцните попладневни и во вечерните часови во северозападните и западните предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Се очекуваат слаби локални врнежи. Минималните температури ќе бидат во пораст и ќе се движат од 3 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 12, односно до 18 степени. Во Охрид во среда ќе превладува претежно облачно и релативно топло време. Во доцните попладневни и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во четврток облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Локално се очекуваат да наврнат и до 15 литри. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната до 15. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 13 степени. Во сабота во Охрид ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Ноември, месец на бесплатна реклама на ТВМ. Во време на тешка економска криза, ТВМ ја помага локалната економија со бесплатно отстапување на својот рекламен простор. Обратете се на нашите телефони за вашиот бизнис да стане видлив во регионов. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау центар на улица Железничка. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Усвоен втор ребаланс на општинскиот буџет. Измени претрпеа повеќе развојни програми. Опозицијата и позицијата со спротивни гледишта за измените. За опозицијата кратење на важни проекти. За позицијата станува збор за пренамена на преостанати средства од една во друга потребна ставка. Советниците го усвоија вториот ребаланс на буџетот на општина Охрид. Претрпеа измени 17 програми. За опозицијата се спорни и неприфатливи предлог одлуките, како што кажаа за намалување на средствата во програмите и капиталните инвестиции наспроти непродуктивните трошоци. Живка Ангеловска, советничка и координатор на коалицијата на опозицијата, ги наброја програмите каде што има кратење на средства во локален економски развој на општината, во туризмот, животната средина, спортот, образованието, социјалната заштита, територијалната противпожарна единица, но и средствата за уредување на градежното земјиште. Од почеток до сега најмногу се врши кратење во таа програма за високи над 30 милиони денари, што значи дека сите оние големи проекти се одстранети. Советување дека ќе бидат реализирани во наредниот период. Зборувам за реконструкција на Крушевска република, зборувам за партерно уредување на споменикот, на паркот кај споменикот Ден Долард, зборувам за реконструкција на улицата 7 ноември, зборувам за велосипедската патека која што беше предвидена Охрид Свети Стефан. Советниците од владеачкото мнозинство во Советот на општина Охрид ги негираат забелешките од колегите на опозицијата. Според Перчо Божиновски, координатор на ВМРО ДПМН, ребалансот не значи кратење на средства од буџетот, туку се врши прераспределба на средствата од една во друга ставка каде што е потребно. Проектите остануваат, се намалуваат средствата затоа што по спроведените тендерски постапки сумите цените кои што се добиле се пониски и им се дава можност на Советот останатите средства кои што се до оние предвидени средства, пример како што се средствата за Охридскиот пливачки маратон, ние обезбедивме од Советот 2 милиони, потрошени се 1.300.000, останатите средства им се дава можност на Советот да ги прераспределат и да ги искористат во останати проекти. Проектите и капиталните зафати нема да се откажат, туку ќе се работат во фази изготвување на подготвителните проекти, тврдат од ВМРО ДПМН. Секретарот на општината Александар Китески напомена дека енергетската криза и извршните налози кои ги доби општината негативно се одразиле врз финансиите кои што довеле до втор ребаланс на буџетот. На денешната седница на Советот на општина Охрид беа усвоени и извештаите за работа на јавните предпријатија во Охрид за третото тромесечие. Извештаите ја отсликуваат идентично тешката состојба како и во изминатите квартали годинава. Тоа беше доволна основа за дискусија меѓу советниците, проследена со критики, но и со предлози до директорите за подобрување на состојбата. Зголемена цена на електричната енергија, цената на горивото и усогласување на платите на вработените со законскиот минималец се трите најголеми причини што представуваат проблем за работата на јавните предпријатија во Охрид. Ова го покажуваат извештаите предложени за усвојување на денешната седница. Координаторката на советничката група на СДСМ, Живка Ангеловска, свесна за тешката состојба на предпријатијата, даде критики со цел подобрување на состојбата. Ке зборувам врз основа на одредени финансиски показатели
не во насока не толку да критикувам, колку во насока доколку постојат можности одредени ставки да бидат намалени или приходите да бидат зголемени, односно да се даде максимумот да ги одржиме јавните предпријатија колку што можеме во кондиција. Советничката Ангеловска посочи дека во извештаите се забележува зголемување на трошоци за репрезентација кај јавни предпријатија и зголемување на адвокатските трошоци кај одредени предпријатија. Конкретно, таа го потенцираше намалувањето на приходите на јавното предпријатие Билјанини извори. Во делот на рампите каде што беа, или така наречена премиум зона, тука имаме само за јули и за август имаме намалени приходи приближно 3 милиони денари. Само во тој дел. Договори за вонградежна парцела 1.300.000 денари. Ние не можеме ние не даваме дозволи за градби, па после да правиме приходи по однос на договори за паркинг за вонградежна парцела, имаме 1.300.000 денари намалување. Имаме од концерти. На стадионот имаме 600.000 денари намалување, за базенот за ова година концертите ги трнавме, значи што со правилникот за ценовник што го донесовме, повеќе концерти за во базенот нема да има, тука имаме намалување на приходи од 500.000 денари. Кај помалите предпријатија, како Градски пазар, загрижува состојбата бидејќи имаат намалени приходи во однос на поголемиот број закупени тезги. Кај предпријатието Градски гробишта пак дуплирана е загубата во однос на претходниот квартал, обвини Ангеловска. На нејзината реакција за загубите на вода, што се уште се голем проблем на предпријатието Водовод, директорот образложи дека тоа се должи на застарена водоводна мрежа, застарена и недоволна механизација, како и недоречености со законската регулатива. Ке треба да се направат и некои законски измени за да можеме ние слободно да пристапиме. Мислам дека пред неколку години Уставниот суд има донесена одлука да не можете да го исклучите од напојување со вода домаќинствата, не можете да ги исклучите. Постапката за да се има епилог е долга и спора. Морате да излезете со комунален инспектор кој што ќе го утврди тоа, каде што ќе има соодветно вештачење, па сега тука дали е локалниот инспектор, дали е животна средина инспекторатот. Виолета Аврамовска, советничката на Левица, пак запреша зошто јавното предпријатие Комуналец и покрај големиот број вработени во секторот финансии, ангажирала приватна сметководствена фирма. Неминовно беше да се ангажира надворешно сметководство, за да сепак кога ќе дојде надворешен сметководител, може појасно да ги види работите како се работило и од целта за законско работење и транспарентно беше ангажирана сметководствено друштво, се со цел да се утврди законското работење, да продолжиме законски да работиме, а и меѓувреме да го утврдиме колку изнесува долгот. Можам да кажам дека долгот не е конечен, од причина што тука не се предвидени пресметани каматите, меѓутоа не е искнижено и се претходно. Значи не меѓувреме ги книжиме работиве за да видиме точно која е состојбата. Не е целта да скриеме нешто, туку да утврдиме колку изнесува долгот. Советниците на денешната седница ги изгласаа предлог извештаите за работата на јавните предпријатија за јули, август и септември годинава. Иако јасната слика за состојбите на предпријатијата би ја дале годишните извештаи за нивната работа. По 9 години заврши процесот на реституција за украдените икони од земјава запленети во Албанија. До крајот на годинава 21 икона кои беа однесени при кражба од струшките села ќе бидат вратени од Тирана. Државата веќе започна и втора постапка за враќање на 40 украдени икони од земјава, кои албанската полиција во април годинава повторно ги заплени во Тирана. После 9 години, конечно украдените икони од Струшко пронајдени во Албанија се враќаат во земјава. 20 вредни икони однесени од црквите во селата Радош, Дабуринец и Селце. Албанската полиција во 2013 година ги заплени во Тирана. Станува збор за непроценливо културно-историско богатство, кое земјава со години се обидува да го врати дома. Иконите се чуваат во 2 музеи во Тирана, но до крајот на годинава се очекува да бидат вратени таму каде што припаѓаат. Процесот финишира, значи тоа е веќе во една финална фаза во кој што иконите кои ние 2013 година, скоро пред 10 години ги најдовме во Албанија, ги идентификувавме,
тие веќе се во завршна фаза и тој процесот на реституцијата мислам дека и правно веќе е регулиран и затворен. И јас се надевам дека до крајот на годината ние тие 21 икона веројатно ќе ги вратиме во Македонија. Државата започна втора постапка за враќање на 40 украдени икони од земјава, која албанската полиција во април годинава повторно ги заплени во Тирана. Многу сложен и деликатен комплексен систем на откривање, детектирање, пронаоѓање, идентификација и дури потоа подготвување и правно регулирање, бидејќи ние со враќањето на овие 20 икони, првите 20 икони, уствари ние прв пат го остваруваме тој процес на реституција во ова наша нека современа историја на Македонија. Ниту светите крстови, ниту непрестапните предели не ги спречија кратците да украдат над 1000 икони и црковни артефакти од Струшко и Рибарско. Пронајдени се само 60-тина, останатите се претпоставува дека завршија на црните пазари во Европа. Светската асоциација за пливање на отворени води ВОВСА официјално ги верификува сите 10 препливувања на Марко Пејчиновски. Светската асоциација за пливање на отворени води ВОВСА официјално ги верификува сите 10 препливувања што Марко Пејчиновски летово ги направи во водите на Охридското езеро. Марко во своите 10 херојски подвизи на различни растојанија исплива вкупна должина од 250 километри. Последната, најдолга и најтешка делница беше Охрид Струга Свети Наум Охрид во должина од 64 километри, која Марко ја преплива безмалку за едно денонокие. Планот беше да се препливаат 250 километри во 10 пливања во текот на ова лето, при што последното пливање да биде најголемото, 64 километри, а другите 9 пливања да бидат сите уникатни правци што никој досега не ги препливал во Охридското езеро. И јас го направив тоа, кажа Марко. За мене пливањето е повеќе од спорт, нешто што ме крена на нозе, нешто што ме спаси од депресија, ме натера да се соочам со своите мисли, наместо да бегам од нив. Пливањето ме натера да пораснам, ме натера да го гледам светот поинаку, ми даде можност да запознаам многу луѓе, ме научи на дисциплина, ми покажа колку треба да се жртвуваш за да успееш. Ме научи многу животни лекции кои не би ги научил никаде на друго место или толку рано. За мене пливањето значи еден од најголемите благослови во мојот живот, кажа Марко во интервјуто за Светската асоциација за пливање на отворени води. По повод 8 декември Свети Климент Охридски, градоначалникот на општина Охрид распиша конкурс за доделување на општинската награда Патрон на градот Свети Климент Охридски за 2022 година. А Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија распиша конкурс за доделување повелба Патрон на градот Свети Климент Охридски за 2022 година. Наградата Патрон на градот Свети Климент Охридски се доделува за животно дело, односно долгогодишни остварувања и врвни достигнувања во сите области од општествениот живот, кои се од особено значење за општина Охрид и кои имаат голем придонес во низиниот развој, напредок и севкупна афирмација во Република Македонија и светот. Наградата Патрон на градот Свети Климент Охридски се доделува на еден добитник само еднаш и истата не може да се дели меѓу повеќе добитници. Повелбите се доделуваат за остварување и достигнувања во сите области од општествениот живот кои се од особено значење и имаат посебен придонес во развојот и севкупниот напредок и афирмација на општина Охрид во Република Македонија и во светот во период од една година. Повелбата може да се додели максимум на 5 добитници. Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. Пријавите треба да се достават во затворен плик на адреса улица Димитар Влахов, број 57, за Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија со назнака за конкурсот за доделување повелба Патрон на градот Свети Климент Охридски. Зголемен бројот на кражби во Струшко. Активистите сметаат дека тоа се должи на исклучувањето на јавното осветлување. Се кради во куќи, станови и деловни објекти. Минатата година на територијата на општина Струга имало 89 тешки кражби. Годинава, заклучно со октомври, регистрирани се 113. Од полицијата велат, зголемена е и откривачката функција, поднесени се 73 кривични пријави.
Зголемен бројот на кражби во Струшко. Мета на кратците се куќи, станови, деловни објекти. Ограбени беа и канцелариите на општинската зграда во Струга. Не се поштедени и верските објекти. Регистрирани се 3 кражби во џамии и 1 во црква. Најчесто кратците одземаат пари, накид, компјутери, лаптопи и други вредни предмети. Од СВР Охрид велат, зголемена и ефикасноста во расветлување на овие кривични дела. Зголемена и откривачката функција на полицијата, така да во изминатиот период за сторените казнени дела, кражби и тешки кражби на подрачјето на Струга, ова Струга има поднесено вкупно 73 кривични пријави. Значајно е што се пронаоѓаат сторителите и со кривични пријави се изнесуваат пред правосудните органи. Граѓанските активисти сметаат дека порастот на кражби се должи на исклучувањето на јавното осветлување во градот и околината. Овие рестрикции на јавното осветлување доведоа и до зголемување на степенот на криминал во самата општина. Сведоци сме на неколку извршени кражби во изминатиот период, меѓу кои на самата општина Струга. Лани во Струга имало 89 тешки кражби и 62 кражби. Годинава заклучно со октомври регистрирани се 113 тешки кражби и 63 кражби. Во продолжение вестите од светот. Кина се противи на исклучувањето на Русија од Г20 групата и другите меѓународни организации, изјави кинескиот министер за надворешни работи Ван Ги на средба со неговиот руски колега Сергеј Лавров на маргините на самитот на Г20 во Бали. Сметаме дека никој нема право да го одземе на Русија рационалното право да учествува во мултилатерални формати, рече Ван Ги. Кинескиот министер додаде дека има намера да разговара со Лавров за прашања од заеднички интереси за соработка насочена кон одржување стабилна динамика во билатералните односи. Самитот започна на 14 овој месец на островот Бали, а представниците на раководството на земјите учеснички ќе разговараат за прашања поврзани со безбедност на храната и енергијата, процесот на дигиталната трансформација и прашањата за здравствена заштита. Ќе трае до 16 ноември. Генералното собрање на Обединетите нации ја повика Русија на одговорност за нејзините постапки во Украина, усвојувајќи резолуција во која се наведува дека земјата и должи обештетување на Украина. Веднаш со реакција на Телеграм се јави Дмитрий Медведев, председател на Советот на безбедност на Русија, кој ги повика САД да платат одштета на Југославија, на Ирак, на Виетнам, на Кореја и на многу други држави. Светската популација денес надмина 8 милиарди луѓе, објавија Обединетите нации, предупредувајќи дека регионите кои веќе се соочуваат со недостиг на ресурси поради климатските промени имаат повеќе потешкоти. Постигнувањето 8 милиарди луѓе е знак за успех на човештвото, но исто така е голем ризик за нашата иднина, рече Џон Вилмот, директор на оделот за население на Обединетите нации. Земјите со среден приход, претежно во Азија, имаат најголем дел од тој раст, зголемувајќи го своето население за 700 милиони луѓе од 2011 година. Стотици жители на југоисточниот дел на Австралија, погоден од поплавите, беа спасени со хеликоптери и чамци, откако нивото на водата нагло се зголемило денес, одсекувајќи цели градови од остатокот од земјата и поплавувајќи куќи, автопати, мостови и фарми. Тимовите за итни случаи се во Нов Јужен Велс и со хеликоптери спасуваат луѓе од покриви и над 200 спасувања се спроведени за 24 часа. Некои луѓе нашле спаси на врвови од дрва според противпожарната служба на Нов Јужен Велс. Според официјалните информации, со хеликоптер се спасени 67 лица. Значајните дотоци на вода на браната Вајангла на реката Лахлан предизвика излевање на рекордни количества вода, па така во еден момент од браната истекле 230.000 мегалитри дневно поради метеоролошкиот феномен Ла Ниња, кој носи обилни врнежи источна Австралија. По четврт пат е поплавена оваа година. Обилни дождови на врнаа најмногу во сојузните држави Нов Јужен Велс и североисточниот дел на Викторија. Откако се достапни записите, податоците покажуваат дека градот Каура, кој се наоѓа на 300 км западно од Сиднеј, наврнале 121 мм дожд за 24 часа, најмногу во последните 118 години. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте, пријатно.